Огромен број тутунари од цела Пелагонија денеска го блокираа патниот правец Прилеп Скопје кај местноста Заполшки мост. Обвинуваат дека откупувачите не го испочитувале договорот кој што бил постигнат во петокот во Скопје. Ќе продолжеле со протестите се додека не започнала реална проценка на тутунот, за да не дојде до радикализација и ширење на COVID-19 со ваквите протести. Бараат од државата веднаш да го реши овој нивни проблем затоа што велат ситуацијата лесно можела да излезе од контрола. Ова вече ќе стане надвор од контрола. Значи веднаш подхитно да дадат гаранции за тоа што го бараме, да гарантираат откупувачите кон државата. Оти ова ќе се претвори во анархија, во збирања, во ширење на ковид кластери. Луѓето нема каде. Нема да се повлечат. Верувајте, ќе одат само напре и напре. Нам ни е сосем сеедно дали ќе умриме од настинка, корона или грип. Или од глад. Значи, ако е потребно, до идната нова година ќе ја блокираме цела држава. Има свето да се чуди со блокади, се додека не го постигнеме она што го бараме. А тоа е достоинствен живот, услови за достоинствен живот за сите овие луѓе што овде ги гледате. Тутунарите бараат итно укинување на четвртата класа која според нив ги предизвикувала најголемиот дел од проблемите и ја уривала нормалната цена на тутунот, која според нив требало да биде од 180 до 190 денари за килограм. Да отстапат тутуно од купувачите од четврта класа и сите сум сложен дека ќе се сложат со тоа, дека просто ќе дојди од 190, минимум 180 велам. Инаку вчера министерот за земјоделство оствари повтор средба со тутунарите во Прилеп и истакна дека до петок ќе се одвивале и протести и откуп во исто време, а во петок ќе се направил пресек од цела недела за да се утврди вистинската состојба како се проценува тутунот.